Да, тој доаѓа, а кој доаѓа не се знае. Помпезно најавуваниот слоган за митингот на Дуи во Чаир остана како реторичко прашање. Ниту се знае кој ќе дојде, ниту за каква функција, а не се споменаа ни имиња. Она што се случи вчера вечер во срцето на Чаир, се чини дека беше обичен митинг со цел Дуи да демонстрира моќ. А токму една од најсилните пораки на Ахмети беше за расколот во Дуи и на чија страна е наклонет лидерот на партијата од Мала Речица. Во последно време некои се лутат, но кај мене нема враќање назад. Ги почитувам одлуките на мнозинството на партиските тела, но не можам да излезам од патот расиран со крв и вредности. Патот кон Европската Унија не се запира со пропаганда. Затоа Артан, ние не сме воз, туку не запирилив ураган. Не дозволувајте ураганот да ве прегази. Топла рака, урагани, сплотување, единство беа само дел од политичката реторика, вчера испратена до гласачите на интегративците. Секој жител на Чаир ја почувствувал топлата рака на Али Ахмети. Инвестираше во образованието, формирање на кадри кои не прават горди и затоа му благодариме. Овде сме вечерва затоа што ни треба помирување и обединување, а не поделба. Раката ми останува подадена, затоа што немам огорченост или лутина. Но наместо на водното помирување кое го понуди Груби на митингот во Чаир, страстите во партијата на Ахмети повеќе се разгореа. Една од причините е што во бастионот на Дуи не беше поканет неформалниот лидер на фракционерите Меджити, кој според анкетите му дише во врат на Ахмети по рейтинг. Такви изјави Ахмети не даде ниту против Мендук Тачи, кога тој се обиде да му изврши атентат, ниту пак оние лица кои се обидоа да го прогласат Ахмети за болен и неспособен. Не се обрати со толкова енергија, ниту против други противници и непријатели. Каде отиде со ваков ураган, па тоа на своји синови не се прави, на синови кои верно му служеле 20 години. Дека една од целите на митингот беше токму мерењето на силите меѓу Дуи и фракционерите, е и самиот факт дека митингот беше организиран во Чаир, од каде силата ја влечат фракционерите. Утиме Джите е оттаму, а и моменталниот градоначелник на општината е дел од незадоволната група.